Почитувани, продолжуваме со третиот сет на гости. Зборуваме за акцијата Викенд Генералка, еко акција која што веќе годинава и е 5-та јубилејна година, така да кажеме. Во нашето студио е Гордана Софија и Ханес Јекл. Двајцата представници, вие од Австрија, вие сте практично, како да кажеме, од вас потекна идејата, или од австријската, или од двајцата, и вие, Гордана, тука. Благодарност што се и вие, Mr. Јекл, thank you for coming in this You interview. can call me Hannes. You can call me Hannes. Why? It's nicer. Okay. Да зборуваме за овој престојниот викенд. Викате околу над 30.000 луѓе ќе се вклучат во оваа еколошка акција, благородна идеја во секој случај. Овде во Скопје ќе биде чистењето концентрирано кај вијадуктот и уште од сите 80 општини ја прифатија оваа акција, значи очекувате над 30.000 вклученост. Некако сакав да ве прашам саркастично, бидејќи кај нас овде нема милиметар на земјава што не е, нели, и извалкан со ѓубре и кај што се фрлаат, нели, непотребни работи, колку вакви акции ќе треба за да се исчисти Македонија комплетно? Пред се добар ден и благодарам на поканата. Во однос на аквадуктот го споменавте, само да додадам дека аквадуктот е локација за официјално отварање на националната генералка Викенд. Иначе во Скопје ќе се чисти во сите општини на повеќе од 70-80 локации и плюс уште околу 400-500 локации низ целата држава, значи сите општини учествуваат во генералка. Прашавте колку вакви акции ќе ни требаат. Нашето мислење е дека она што ни недостасува како начин на размислување и дејствување е континуитет. Кога нешто се прави во континуитет, тоа на подолга патека дава резултати, затоа ни одлучивме Генералка Викенд да се случува секоја година 10 години. Ова е пета, почнаме 2021 и ќе трае до 2031 и во секоја година гледаме дека бројот на луѓе кои што сакаат да излезат и да исчистат отпад од јавни површини, кои што се на сите граѓани површини и дом, се зголемува секоја година. Првата година беа 1000 волонтери, споредете за 4-5 години се веќе 30.000 волонтери, можеби и повеќе. Браво, браво на вистина. Тоа веројатно се должи и на вашата активност на теренот. Претпоставам па луѓе едни со други си пренесуваат, нели, информации тие што не знаеле. Но добро да се обстојува 5 години е на вистина бројка, не е за занемарување. Колку често годишно, на колку временски интервал ги организирате овие акции? Генералка Викенд се случува еднаш, секој втор викенд во мај, една недела после првиот, 1 до 2 недели после првиот мај. Знаеме што се случува на 1 мај, после пикник, скари и прослава. И намерно ја поставивме во тој период, меѓутоа еднаш годишно и е едно големо туркање напред и мотивација за сите општини да го продолжат тоа во текот на целата година. Тоа е повеќе некоја символика, како да кажам, нели? Да. А колку сте задоволни од тоа како нашиве граѓани, кога не се организирани од Генералка Викенд, водат сметка на вистина за чистината на јавните површини? Тоа го споменавме и претходно и еве и Ханес е од Австрија, иако живее тука. Иако живее тука веќе 6 години и е целосно влюбен во Македонија. Меѓутоа секогаш има и во Австрија има 20% луѓе кои што не почитуваат закони и не одложуваат правилно отпад. Кај нас малце бројката поголема, меѓутоа можеме и можно е да биде и многу подобро, така што малцинството кој што се грижи граѓани да прерасне во мнозинство. Така. Добро, ништо не почнало преку ноќ, не се случува, нели, преку ноќ, да се надеваме дека треба можеби време за наше еколошко освестување. Еве да го прашаме сега Ханес, ќе ни помогнете вие околу така преводот. Што е она што го натера да остане овде во Македонија? Дали само ѓубрето или има и нешто друго? Except the trash, is there something else that makes you stay here? Love. Love. Љубов. Love. Да. And food. Храна. Македонска храна е најдобар храна во the world. Во светот. За мене. Yes, and what I really love about Macedonia is
that there is so much to do. Во Македонија има толку многу можности, толку многу да се направи. There is so much opportunity. When you compare it to countries like Austria or Germany, everything is settled, everything is done, and you're not able to be creative. Да, во Австрија еве примери, во Германија системот функционира, се е уредено и не ти дава можност да бидеш креативен. Нема веќе простор каде што можеш да се изразиш. But the mentality in Macedonia is not a German mentality. We are not in Germany. You know, this is Macedonia. Македонскиот менталитет е поинаков од германскиот. So, the shortest way from A to B is not a straight line in Macedonia. In Germany, yes, but in Macedonia, not. Во Македонија минувањето од точка А до точка Б не е никогаш праволиниски. But that is also a proof of how creative and what a big potential in this country is in terms of people, because it's so colorful. You have so many different cultural backgrounds here, and they're all deep. They're all hundreds, if not thousands of years old. And you can feel it, that there is so much history to it, there's so much background to it, and people are constantly thinking, how can they do this, and it's fantastic to see. And it's, for me, this is one of the most inspiring characteristics of Macedonia compared to other countries that I know. Да, културното богатство и богатството на сите култури кои што живеат, различноста, порелигиозна припадност, така културолошката различност во оваа земја ги дава сите потенцијали за многу нови креативни работи и решенија на многу проблеми. И рече дека сме луѓе што постојано сме во некоја акција, постојано бараме како со ова да направам, како она да го направам и така. Добро, ритамот ни е таков дефинитивно. Дали оваа акција генералка Викенд е пресликана од Австрија? Дали во Австрија нешто слично постоело? Иако тие таму немаат потреба, се разбира, иако рековте 20% од граѓаните на Австрија исто така не баш најдобро се справуваат со одлагањето на отпадот, меѓутоа бројката кај нас е многу повисока. Меѓутоа и тоа е можно да се смени и само треба континуитет. Веќе забележуваме дека во изминативе години, откако е почната акцијата на национално ниво, дека во многу општини има огромни позитивни промени и треба да се продолжи со тоа. Дали идејата генералка Викенд дали потекна од Австрија, или не? Потекнува од еден наш разговор за тоа како ние може да придонесеме како индивидуи со нашето мало знаење животно што го имаме, професионално искуство, и како и во секоја куќа треба првин да исчистиме, па потоа да седнеме да ручаме, и исто и нашата земја ја гледаме како наш дом, и таа е наш дом. Во Австрија е генералка постојано. Јас кога одиме некогаш таму забележувам дека кога пешачат граѓаните забележуваат отпад, го собираат. Тоа може да биде и тука. Сите треба да придонесеме и да бидеме свесни дека и улиците, и тротоарите, и целата јавна површина е наш дом. Ние чекориме по нив секој ден и дека ако видиме отпад, добро е да го собереме. Да, секојаш ќе има некој кој ќе рече зошто ти го собираш, има комунално. Туѓото џубре или да како тоа не е кажеме, да, меѓутоа секој еден таков пример е најдобрата мотивација и за тие граѓани кои што го критикуваат тоа. Така да наместо да седиме да критикуваме по социјални медиуми, може да преземеме иницијатива, барем секој од нас да го исчисти улицата или тротоарот. Дали Екал се изненади од нашиот лош менталитет во тој дел да сме толку валкани? Ние не сме валкани толку како луѓе, меѓутоа околу нас сето е валкано на вистина, и затоа и се зачудив кога рековте дека он веќе е 6 години тука и дека е влюбен во Македонија и сака да живее во Македонија. Да, were you surprised by the bad habits of the people here about the waste? I think it's not bad habits. It's habits that are hundreds of years old. But hundreds of years ago we didn't have plastic. Тоа се навики кои што се стотина години наназад, меѓутоа тогаш ние немавме пластика. I mean, we see the pollution in the rural area is especially because the habits didn't change from the Ottoman Empire until today.
Да, тие навики, посебно во руралните делови, не се променети. Одложувањето отпад во река веќе е апсолутно криминално дело. And because the material is a different one, we also have to change the habits. Бидејќи материјалите денес што ги користиме се поинакви, треба да ги промениме и нашите навики да ги адаптираме. It's like, it's like an organism. You have veins, and they have to be able to flood the blood, to bring the blood to every organ in your body. Државата е како еден систем, како едно тело, и за да може крвта да струи и да го носи кислородот до сите делови, реките мора да бидат чисти. And the waste is like many other topics. Also, we can go from the nature also to politics or other problems in our society. But this is blocking the veins, and if the vein is blocked, one part of the body will die. Да, тоа е отпадот фрлен во долови или во реки, па и во низ улиците е блокатор на проток на крв, на енергија, на кислород. Абсолютно и тогаш тој еден дел секогаш ќе биде умртвен. Одсечен практично од функционалноста. So, I'm not comparing this to reka. It's not about the rivers. It's about the environment, because a bad environment has a very bad impact on economy. Лошата животна средина, загадената има веднаш автоматски лошо влијание врз економијата. Like polluted environment is not good for tourism. Загадена средина е лоша за туризмот. And it's not good for high quality agricultural products. И за високо квалитетно земјоделство. And it's not good for the health of the people. И секако за здравјето на луѓето. And all of this is costing money. Less tourists, less money in, less agriculture, less money in, more sick people, more spending money. Yes. So we have bad environment costs money. It's a very simple math. Лошата животна средина чини многу повеќе пари. Ако имаме загадена животна средина, нема туризам, нема економија и сите пари кои што ние ги заработуваме како граѓани, мора да ги трошиме за медицински услуги затоа што се разболуваме од таа загаденост. Апсолутно. Еве, дали мислите сега се навестува во Законот за локална самоуправа во измените да има и еко полиција? Дали сметате дека такво нешто би дало некаков импакт позитивен врз справувањето, подобро справување со ѓубрето и казните дефинитивно, бидејќи без казни за жал не се може. Да, тоа е веќе пракса долги години, повторно ќе земам пример Австрија. Ако во Австрија ставите пластичен отпадок во вреќа за хартија, добивате веднаш автоматски на мејл или ви одземаат 300 евра. Значи, казните се дел од добар и организиран систем. Апсолутно. Комунална полиција, моје лично мислење е тие казнуваат како и регуларна позиција за одредени прекршоци, меѓутоа е прашањето кога тие казни ќе стигнат на суд. Таму е точката кај што се застанува и затоа сите го знаеме, од таму треба да биде се имплементирано и ако се фрла отпадот на несоодветни места, тие индивидуи или тие компании треба да бидат санкционирани за да има одговорност. But if I may add, it's not just fines, by selecting the waste, you as a citizen, you also have the benefit that you don't pay for selected waste. Да. Нашата иницијатива исто да се воведе во секоја општина селекција на отпад, затоа што со селекција на отпад тоа е економски момент. Општините можат да го продадат тој отпад и тие пари влегуваат во буџетот и се користат за изградба на нешто друго, за подобрување на инфраструктура, посебно за јакнување на комуналните предпријатија кои што се клучна улога во средувањето на цела ситуација со менаџирање отпад. Yeah, so you only pay for non-selected waste, but everything that is selected is free of charge. И селектираниот отпад, преземањето на селектираниот отпад нема да им се наплаќа на граѓаните, туку само 10% мешан отпад кој што ќе биде
многу помала количина отколку целиот отпад да се одложи. Значи ќе се наплаќа само за тие 10% мешан отпад, што не може да се селектира. Така. Гордана, ние сме речиси при крај, оставам време малку и да ја пуштиме она изјава на претседателката, со тоа ќе завршиме како еден повик апел, нели, да се вклучиме сите во оваа акција. Очекувате, значи ќе биде акцијата во 80 општини, веројатно си имате луѓе како или контакт точка за информирање каде што ќе можат да знаат луѓето каде да се упатат, што би се чистело во рамки на нивната општина. Имате и на генерална викенд на социјалните мрежи, онаму каде што сакаат граѓаните, нели, да дадат придонес кон оваа акција. Претпоставам све е тоа организирано. И од кога почнува генералка викенд акцијата? Сабота во? Петок почнува во 9 часот. Официјално е отварање со чистење на аквадуктот. Во Скопје, меѓутоа се чисти на сите низ цела држава на околу 500 локации. Продолжува сабота, недела, некои општини ќе продолжат и следниот викенд, што е супер. Така да ги повикуваме сите да се приклучат. И да биде ова генералка викенд по можност секој викенд, секој дел од годината, секој годишно време, освен само кога не може и така. Благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата. Ја сега ќе повикам режијата да ја пушти изјавата на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која ете со своја изјава практично ја помага оваа акција и во насока на анимирање на јавноста. Ви се обраќам не само како субјект на општествениот договор на Русо, туку и на природниот договор на Мишел Сера, во кој луѓето ги третираат земјата и природата како ним рамноправни. Го раскинавме пријателството со планетата, ги игнорираме нервозните предупредувања на природата и не сакаме да се соочиме со тешката еколошка криза. Постојано зборуваме за зелени политики, а живееме во сиво-црна реалност на убиствен воздух, загадени океани, мориња и реки, опустошени шуми, контаминирана почва. Природата ја третираме како непријател што треба да се напаѓа, а не како сојузник што треба да се брани. Иако заштитата и унапредувањето на животната средина и природата се темелна вредност во многу меѓународни документи и устави, па и во нашиот, во свет на изгубени вредности, тие се заборавени. Природата, тоа префинето суштество, не смее да биде жртва на профитната агресија. Билките и животните се постари од нас, а се плашам дека еден ден ќе откриеме дека биле и поумни. Мора да негуваме еколошка љубов, да учиме емпатија и свест, да утврдиме строги еколошки правила и норми, да го разбудиме и бодриме еколошкиот дух во нас. Полесно е да живееме во хармонија со природата, одошто да војуваме до смрт со неа. Крајно време е да трчаме маратон кон здрава животна средина, да засадиме дрвја на љубовта и цвеќиња на добрината, да склучиме примирие со природата, да и го вратиме украденото, да се грижиме за сопственото здравје, но и за здравјето на растителниот и животинскиот свет, ако сакаме да имаме здрава иднина. Годинава, од 9 до 11 мај, сите општини ширум државата ќе се обединат во најголемата еколошка акција Генералка викенд, како доказ за национална одговорност и еколошка будност. Еколошката статистика открива дека последниве 4 години над 44.000 волонтери собраа повеќе од 1 милион килограми отпад и засадија над 135.000 дрвја. Се роди Сончевата гора како символ на новиот однос кон природата. Грижата ветува промени. Цврсто верувам дека оваа година ќе покажеме уште поголема еколошка зрелост ако има повеќе волонтери и посилна волја за чиста и здрава животна средина. Ако сакаме да имаме 4 годишни времиња и да живееме по нотите на Вивалди, да ветиме дека ќе сториме се за да си ги вратиме сините езерски води, бистрите реки, прозирниот воздух, зелените шуми и миризливите ливади. Почитувајќи ја природата, се почитуваме себе си.